Во моментов и додека трае кризната состојба со епидемијата во Гостивар, најважно е да се почитуваат препораките и мерките на надлежните институции, за да не се соочиме со појава на нови заболувања. Што се однесува до пациентите, тие се со лесна клиничка слика, што е добро, вели доктор Кочински. Но ситуацијата не треба да се релативизира. Секој пациент кој ќе пројави симптоми, веднаш да се јави на лекар за да се процени неговата состојба. Она што е многу битно да се знае е дека не треба да се очекува бројот на заболени да се намалува во брз временски период. Односно, доколку не се следат мерките кои што се и препораките кои што се дадени од институциите, може да дојде до контактно ширење, односно до една продолжена опашка, се вика, на хидричната епидемија, и да имаме заболувања кои што ќе се јавуваат во подолг временски период. Исто така може да се очекува за период по еден месец појава и на други некои заболувања поврзани со ова, со неодржување на лична хигиена. За кој конкретно стане? Зборувам за хепатит А како болест на нечисти раце, кој што може по инкубацијскиот период од 30 дена во просек да се јави и како поединечни случаи или како помала или поголема епидемија. Во Институтот за јавно здравје зголемен е бројот на повици во однос на квалитетот на водата. Да не се слушаат дезинформации од социјални мрежи. Денес имавме зголемен број на повици од загрижени граѓани дека водата ќе била контаминирана со тешки метали и хемикали и не знам слично. Значи, нема потреба од паника во овој момент, да се слушаат официјалните извори и мерките и препораките кои што ги даваат здравствените установи. Но што се однесува до тоа дали се почитуваат мерките и препораките во угостителските објекти, не сакаме да шпекулираме, вели Кочински, затоа што за тоа се надлежни други институции.